Благодарам. Прво да ви се заблагодарам што еве вака, пошто многу зборувате и постепено сами си ја кажувате вистината. Пред малце кажавте дека во делот на сточарството, особено во делот на овчарите, дека не биле исплатени воопшто, а сега кажавте дека добиле само авансната исплата. Значи сепак е добиле авансната исплата. Тоа е добро, вака ако продолжите да зборувате, уште некои работи ќе си признаете. Добро е, што повеќе зборувате, ве чекам понатаму уште неколку работи да си кажете. Значи сепак били исплатени, авансната исплата исплатена, така? Значи пред малку не ја говоревте вистината, да не се изразам некако поинаку. Втората работа, почитуван колега, за разлика од вашето време, каде што се занимававте само со политички неистомисленици, да ве потсетам во тоа министерство, и јас доаѓам од тоа министерство, сите знаат како се однесувавте и како се пресметувавте со политичките неистомисленици. И за разлика од вас, вие веќе година и пол најнормално функционирате, нешто што за вашето време не беше возможно. Дополнително на сето тоа, за разлика од вас, ние се пресметуваме, односно државата се пресметува со сите кои што се огрешили од законот. Без разлика дали се ваши, наши, не знам чиви. Пошто тоа нас не ни интересира. Со колку луѓе додека вие бевте на власт, министре, а кој што доаѓа од вашите редови, имаше вакви работи? А имаше ли? Имаше. Ама тоа што вие сте заборавиле да го направите додека вие сте биле на власт, тоа ќе дојде време кога ние ќе мора да го направиме. Како што моравме да ги исплатиме субвенциите, така сега ќе мора да ви изнесеме пред лицето на правдата за да одговарате за злосторствата кои што ги правевте додека вие бевте министер. И сега немојте да глумите дека не знам, многу честни сте биле, поштени, не знам какви. Вие ли сега ќе кажувате како било во вашето време додека бевте министер? Па срамота, срамота. Од тоа министерство доаѓаме. Благодарам.